Почитувани, добар ви ден и добре дојавте во најновото издание на емисијата Класи. Во првиот дел од емисијата ве водиме во Тетовско Вејце на Шарпланина, каде што се организираше саем посветен на тетовскиот граф и компирот од Вејце. Ние имавме можност да вкусиме и од компирот и од графчето и навистина сето тоа беше прекрасно. Имаше и доволно посетители, колку што можеме да забележиме, и тие беа задоволни од сето она што можеше да го доживеа таму. Во вториот дел пак од емисијата ве водиме во Долно Лисиче, каде што има приватно езеро и ресторан. Местото се вика Јасика, ве водиме кај Тоше и кај Кате, а таму тие ќе ни ја раскажат нивната приказна што ја ткаат веќе од прилика околу 7 години. Ете, тоа беше во овој мал вовед, следете не. Најпрво ве водиме значи во Вејце, а потоа во Јасика. На падините на Шарпланина се наоѓа селото Вејце, каде што неодамна се одржа манифестацијата Вкусете ја традицијата и убавината на Шарпланина. Организатор на манифестацијата беше земјоделската задруга за традиционално сточарство Шари Тетово, чија што цел е поголема промоција на тетовскиот граф и компир, како и овчето сирење и кашкава. Во блиска иднина, овие производи треба да добијат ознака за географско потекло. На настанот кој што се одржуваше во дворот на селското училиште, беа присутни мал број излагачи и за жал само еден со шарски компир и ниту еден со тетовски граф. Сепак, локалните жители, гостите, а и ние, имавме уникатна можност да го вкусиме бакрданок со шарско овчо сирење, како и неговото величество, тетовскиот граф, подготвен во голем казан. Па таков е редот, да има за сите добронамерници што беа дојдени тука, а амбиентот го разубавија локални зурладжи и тапанджи. Ечеше шара. Од Шарпланина еве на нас во Скопско Долно Лисиче. Езеро Јасика. А тука Кате и Тоше во последниве 7 години ја создаваат својата приказна. И се почнало со малото езерце кое тогаш било порибено, а денес тука уживаат рибарите кои што ловат капиталци од крапови, амури, кленови и други риби. Ајде, здраво живо. Браво. Како е? Па, добро е. Надежно денеска или? Па, надежно, ама поради временските услови малку тешко иде. Нешто многу падна температурата и потешко иде. Ама овде друштво вика тече јако рибариште. Па, добро, јас сум најстар од нива. Да? И стар рибар сум, ама не сум многу активен, која време и скоро сите од мене имат нешто поднаучено. Така ли? Го продаваш во цело занаетов или чуваш некоја тајна? Учат они сега. Гледат како. Ама ти постепено ова тајниве, не им ги оддавај се одеднаш. Сега. Ќе научат брзо и после нема да се важи. Младите ќе им остане ова, ја ние кај ќе го носиме ние. Ама тече викаат фаќа големи риби. Така е? Фати овде амур 20 кила. 20 кила? Да. Па тоа чудовиште. Чудовиште беше тоа. Колку време влечеше? Па не околу 20 минути. Борба, значи. Борба беше ја. Да? Да. Случајно ли, тајно ли, како што, ја не се ни надел. Тука сум скоро месец и нешто проваѓаме. Блиску сме со овие собствениците на езеро. И
викам, ќе пробам и јас среќата да видам, викам, рибарска како ќе иде. Па, сега и 2 викенда што доваѓавме така. Многу добар улов. Беше просек неделку 8 комада. Од 4 кила па до 8,5-9, зависи како шарани, јамури. Некои си откачуваат, сега. Па нормално, сега. Тоа е како спортска среќа. Сите си бараат спас, само кому ќе му се посреќи, така? Епа добро. Што ме така, денеска време баш и не е погодно. Не е баш, ама Така ни се погоди денот се. сега тоа е. Добро, ама битно е дека е меракот голем. Меракот е, Така, знаеш што, меракот е, Често иначе издегувате по риба вака? па повеќе за викенд, некој кој ќе имаме слободно време за попладне, ама беше се смалува денот и Така. те нема толку време, ама знае и тогаш да ти знаат за саат време ќе ти знаат ако сака да јаде рибата. Апсолутно. А во еден момент мора и да јаде. Не може да гладува цело време. Не може. Така. Се ова помала површина на вода, а е доста богато со риба. Има риба, значи. Има риба, гаранција има за риба. Добар, спретан и попрема и храна. При храната и временските услови се најдобри. Така. И можеш да уживаш оде да фаќаш и да те. Jer да речеме да извадиш 5 комада денеска, значи за тебе по 4 кила, 20 кила риба. Кај да идеш и на река и на немаш ги тие услови и да има таму сигурно. Да, тоа најголема река Варда. Може да држи сомови на удона, да тие места. Ама овде, ова ти е многу по елегантно. Седеш, уживаш. Па гледам, еве, си има и клуб и овде. Ајде на кафе, ајде на пивсе. Местото е одлично. 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 И градско место. Немам што зборови до ова. И тука сте блиску. Да, Ако блиску, имаш да. потреба ќе пресочаш и до дома. Опрема си имаш добра, све Добре, подготвено. Да? Да? Добре. Довде добри конци, добри опрема, јадици добри и нема што Е, да- добро еве ова, на пример, од 20 на кила. Со што конец ја излече? Таа со 40 на таа трска таму. А, со така. 40, да, со Тоа 40 треба таму. ја. Да, шанса со помо конец. Може би ќе го излечеш, ама ептен тако имаш Наместо добро. 20 минути може и саат време ќе треба. Колку ќе имаш трпение на него да го влечеш, да имаш, да знаеш да го... Пошто он командува вода, не командаш ти много. Он те командува сега, како ќе имаш снага, кој ќе имаш и како трпение ќе имаш. А на 40-та 20 минути тој се шеташе горе, доле. И мрак ме пати. Дете во негово на социлиците беше со кепчето. Полека и Мораш и помош малку, а? немаше шанса сам да го видам. Така. Треба да спаднам доле. И тој детете ми помогна, го извадим. А добро, на други места вака одите по риба? Па и одиме и на Дојранско, јас сум и потекло од Кратово, па идам и на Крива река често. А, така. Да, Што има на Крива река сега? има и Бојник, и Клен, и Кркушкава, Така. по Падика некоја ќе се искучи сезоната по десен, по По падиката е ува. Убаво. Да, и Кркушката е. Да, Кркушката. По Падиката е само на пролет и по десен. Летно време поредко е. Да, пошто е поредко потенка измрестена. Потенка е Да. и поредко. А Клен држи. Држи Клен, Бојник држи. Али нема некои огромни риби, поголеми, така да речеме. Ама добро, вака за друштво, за мезенце се вади, така? Се вади. Одлично. Ја таму сум потекол и уште сум рибар од 14 години тука кога дојдов средношколец со мој претучеди, они ме заразија, а да те водим, ама јас сум фаќал со томни, ако се сеќате на ние трски бамбус. Со такви трски фаќал. Такви беа. Да, исто Точно. И полека, Ако полека. удри ќе ти- поголема ќе ја прекрши. Ми кршела? Така. Кршела како не ми кршела? Ама па ти го памтиш она убаво време кога Ама, ватар да беше се чист, сеќам. така? Вартар треска. Така, бе. Треска. Мишел, сум ми бил повише слуга на нив, да научи занајат, да речи Да. занајат. Ај, донеси ми пиво, донеси ми ракија, донеси ми ова. Дај да ме врзете, викам ја да пробам. И така тука се школет, Добро, риболовот е пасија, човек која ќе навлезе подлабоко во процесот, после веќе тешко се откаже. Повише временски, колку време ќе имаш слободно, али ипак се наоѓа време. А да сакаш, Кога е меракот голем, да, ќе најдеш време кога и да е, ќе најдеш. А кои се послободни и поактивни, си да секој ден, секој трети, четврти ден. Ама, например, ние немаме такви услови да, пошто работиме, тука работиме халата, на така правата, и имаме обврски се, нема да се гледа. Така. Ама
викенд, речеме недела. Близко се ти е. најде. Да, таму сме тука. Ајде да фрлиме се, а? Ајде. Дај им храна малку. Ајде. Не, Дај да видиме сега што имаме овде. Добро, еве, овде имаме неколку врсти на риба, велиме, така? да. Ова сега што го ставаш, например, одредено ти е на која риба одиш сега или може да ова- загризе и Онова најчесто крапот ти удри Крапот, или така. амурот. Да, најчесто. Да, овде што сум доаѓал крапот или амурот, без разлика. Некој што сама ми леб доле. Повише мислам дека е активен амурот на леб. Кога ти Така. ставиш. Ама нема правила тука се ако ми се јаде, он ќе удри и на пченка и така. значи онака. И сум пробал од овој крап овде што сум фатил. Феномен, значи, да сум бил на други езера, вакви вештачки, знаја да мириса на муљ. Така, обично, да, и тој исковал од бојникот нешто Значи слично. мириса. Пошто долу, Значи колку сакаш да му ставиш некој заери што треба да стои да се. да и зачини. А овој у мај месец ми даде собственикот. Еден фатија рибарите вика сакаш крап, да околу 4 кила. Јако го отворив, јас се чудев. Као стакло на. Чисто, Мириса значи. чисто, значи Па добро, и ни песоката самото е езеро, подлогава, ни самото песок е, езеро, како ова, што гледам. езерцево нема, значи у топлите временски периоди која знае да мириса и самото езеро од трската или од талогот си мириса. Ова немаш да помирисаш ни викали ти тебе ти е близко ресторанот, ќе го осетиш самото езеро, ќе го осетат сите дека мириса, нема да мириса и кога пробаме крапот викам феноменти. Одлично. Одлично, тоа кој фатил викам од тука да го проба, ќе доаѓа стално. Пошто овде е изјами ограничено. Тие до 4 кила, мислам до 4 ги даваат, а помалите и над 4 тие како капиталци, 5-6. Кога и што ќе одлучи, може и тие ги даваат. Па добро, Има некоја правила и они. мора да има правило. Добре. И така. И сега, исто ќе си чекаме. Па сега видиш. ќе чекаме и на разгеле што биде. Така е. Ајде. Ајде, кажи ми прво име и презиме. Благојче Ивановски. Ивановски? Да. Благојче, како риболов денеска? А добро е. Да? Денеска малце временски услови не дозволуваат нешто повеќе, ама добро е. Езерово е доста богато со риба. Што риба има овде? Па има амори, големи, има крапови, тостолобик, тоа се ретки парчиња, ама се големи. Ама е доста богато со риба, најбогато е со крап. Еве, на пример, кога велиш доста голема риба, што значи тоа по големина? Доста голема, значи аморот е некаде од прилика околу од 7 кила па нагоре. Тие што сме ги ваделе до сега. Значи, прошлиот викенд извадивме 4 амори, извадивме 7-8 крапа, што значи дека богато, доста е богато езерово. Добро си доаѓате И вака условите се друштво? убави, да. Си доаѓаме. Интересно ви. Па тука не е близко во Скопје, достапно е. Така. Е добро да се лоцираме, ова е долна лисичето. Долна лисиче, да. Собствениците се релативно фер луѓе, Одлично. си има ресторан, така да... После си правите седенки од како ќе фатите Па риба? да. Па тоа финалето е многу битно. Да, нормално. За рибариве се вели дека условите не им се толку битни колку што е меракот. Меракот и желбата, да. Така? Да. И Еве, дружба, да. денеска еве на пример, некој може би си седел и дома на ова време, ама вие сте Па, дошли да ловите риба. Да, ама желбата, едноставно желбата Така. и меракот си го прават своето. Апсолутно. Особено со такви големи риби. Нема играчка, Да, тоа е да. задоволството е двојно тогаш. Ево го веќе изел. Изедено, а? Да, може да фрлиме пак. И сега што става, што ти е мамецов? Ова е прихрана за крапот, а долу на кукачката е Ченка? ченка, да. Значи И на ченка се. бара трпение, оваа риба бара трпение. Значи, Да, јаце. Да наместиме само. еве, аце, на припомош. А добро, од Савајлево имате фрлено прихрана? Да, обавезно. Задолжително. Обавезно. Обавезно за тоа бара. Што е смесава? Значи, ченка гледам. Смесава е тајна. Не можам да го открием. Да не разберат други рибари. Ќе дојдат овде. Смесава е тајна.
Добро. Ајде да видиме Добро. сега. Хајде да видиме сега еден замав добар. Одлично. 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 Сега може Добро, наутро, ставиме. наутро кога доаѓате вака најрано? Па за викенди обично доаѓаме околу 7 сат. 7, Бидејќи така? сега се намалува денот. Околу 7 сат. Дур се спремиме да фрлиме прихрана, Така. да ги фрлиме трските и потоа бара трпение, саат и пол до 2, бара трпение до првиот удар. Така. Да. Значи ако И доеш се на зависи од 7-8, временските услови, да. Еве денеска. Сега е идеално време, од септември, октомври, идеално време за овој тип на риболов. Така. Да. Значи, а претежно околу пладне се случува да удираат? Па нема правило, нема правило? нема правило околу тоа. Се зависи од прехраната и временските услови, значи околу 15 степени ако е температурата, тогаш е најактивна рибата. Се случува овде да одржувате некакви надпревари некогаш? Има такво нешто или индивидуално? Па ние сме нови сега тука, ама се надевам дека имало претходно, да. Ако има војнина, ќе учествуваме сега. А добро, Да. би требало. Да, Јас познавам доста луѓе што се така пасија им е риболовот. па да, реално да. Покрај ова место овде одиш некаде на друго место? Одима? Одиме, Дојран, Тиквешко езеро, Мавровица, Така. одиме, да. Кога имаме време. Кога Така, имаме претежно време. на што? Истиот тип на риболов го практикуваме секаде, на Цело фидер, време. на фидер техника, да. Јас сум да ти кажам најмногу љубител на блинкер. Блинкер? Да, и евентуално мушица. Па, бара многу шетање. За мене пастрмката е кралица. После рибарските приказни, кои што се секогаш интересни за слушање, од кај езерцето со Тоше се упативме кон ресторанчето. А таму топла чорба и домашна лепче. Го прашавме Тоше како функционира комплексот Јасик. Ме интересира кој е концептот на Јасик. Ресторанот работиме со секако вид на прослави, организираме свадби, крштевки, родендени, маторски, тимбилдинзи. Имавте работа Работиме периодов? секојдневно сео периодов, ќе почнеме да работиме со лакарца домашна храна. Тоа ни е концепт. А со езеро? Со езерото работиме со рибарење, моментално рибникот ни е 7 години. Пред 7 години почнав прикаскава со мрестени рибата со околу рибникот. Само ми се мрестени рибите, од оваа година сакам да почнам и со продажба. Така. Тоа е. А добро Рибари рибарење дозволуваме да пуштаат, не ни треба да имаат легитимација нивни картички, приватно си езерово. Така. Може слободно дојат, принцип на работа треба да имаат кепче, услови за рибарење, кепче, душе и конци претежно 30 нагоре. А добро, колку време може да се задржат тука? Може да се задржи од 8,5 часот на утро до дур се гледа на вечер, сега пошто се стемнува порано до 17. А добро, тоа што ќе си уловат? Тоа што ќе се улови, ако сака да купи, се наплаќа по кило. Збориме за бела риба, костреш, караш, Така. имам и костреш, караш, клен. Таа може да се земе гратис, а другиот вид на риба, амор, краб, толстоловик, јапонски кои, таа се наплаќа по кило. По кило. Ми велиш дека порибено е пред 6-7 години. Пред 7 години. Пред 7. И сега има капиталци? Капиталци имаме до 15 до 20 кила извадени парчиња на амор, на толстоловик. Да. Тоа е сериозна, Крапови има по 10-12 кила. сериозна големина, значи. Да, рибарите си прават килои, Да. феноменално, да. Одлично. После си правите 7 кил овде? Обавезно, Да. нема кеф без тоа. Така. Рибарењето без дружба, Без не дружба го не е бива. рибарење. Така. Претежно од околинава ти се луѓе? Не, од сите страни на градот Скопје Да? доаѓаат, да. За 3 години ми поминува околу 3-4 илјади рибари. Првите 3 години доработев само со рибарење. Сега работим и со базенчево, прослави, такви работи организирам. А добро, еве, велиш дека има големи риби тие, барат и храна. Да.
нормално. Храна, кај се снаоѓаш? Јас храна зимам од човек од Борче, се вика од Тиквешко. А, така. Он има таму кафезија, таму си купувам као пилети, вид на пилета. Со нив ги прехранувам од ноември до негде кај март, април. Другиот период од годината ги прехрануваат рибарите. Па Што така кој фрламе е ние редот. храна нема да јаде рибар. Така, апсолутно. И така е редот. Планираш во иднина, например, еве, местово е наистина погодно овде, колку што го гледам оваа локација, широк простор, некакви надпревари, например, размислуваш Да, во тој да, правец? да. Да? Здравје за наредна година, план ни е тоа. Да? Да има такмичење, бар до 10 екипи да се соберат и да трае викенд, петок, сабота, недела, да се организира настав. Турнири. Така. Овде гледам, во позадина имате и Исто правиме домашни производи, производи. да. Ајвари, лутеници, пинџури, малиџана, секако. Значи домаќинска куќа. Да, да. А добро околу специјалитетиве кој ти се грижи? Специјалитетите со пругата и мојот кувар што работи. Во ресторанчето поставени штанд со домашно подготвени производи, за чија што подготовка главно е задолжена Кате, но биле ангажирани и другите членови од семејство. Се тоа вие сами го подготвувате. Да. И како постигнувате? Добро се организираме. Тука се децата кои што ни помагаат. Аха. Мајка ми. Така. Си имате собствена суровина? Дел од суровините се наше домашно производство, дел се од локалното население. Тука, значи. Да. Добро, сега овде гледам богатство од производи. Што се имаме овде? Имаме ајвар, лутеница, малиџано, имаме джемови, сладка, мармалад и оваа година за прв пат вадиме и домашно томатело. Така. Добро. И сето ова сега успевате да го продавате? Да. Да? Заинтересираноста е голема. Веќе не знаат, се задоволни од нашите производи и ги бараат. Кате добро, посетувате, еве, рековме дека се сретнаме пред 2 години на сајм. Учествувате на сајми често? Да, излегуваме преку Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство кога организираат настани, исто и преку Slow Food и Така. други помали настани кои што ги организираат по големиве молови. Така. Овде читам 100% природно, без конзерванси. Значи успевате тоа да го постигнете, така? Да, конзервации не користиме. Значи све е направено природно. Традиционален рецепт, подготвено на традиционален начин. И вака рецептиве од каде ви се? Рецептите се стари, собирани се од нашите баби, титки. Како што е редот. Да, така да се држиме по тоа што они го имаат запишано во нивните тефтери. Така, значи, вековна традиција и треба да се негува. Точно. И добро е што има вака млади ликови што сето тоа го прават. Потоа отидовме до кујната со фурна, каде што главниот готвач Благојче ни приреди големо изненадување. Риба од 20 кг. Благојче, сега сме овде во кујната во ресторанот Јасика, во Долно Лисиче, така? Да. И овде гледаме на огромна риба. Што е сега ова? Ова е толстолобик, кој што е уловен на извирата во Јасика. Така. Прекрасна улова риба, која што не е мрсна. Предизвик за мене за готвење, затоа што Да. така спремам таква риба. Со што е подготвена? Значи, рибата како риба е печерна и е заедно со зеленчо кој што е нели од околните бавчи набрана. Така, Собствениците. одлично. Значи има компирче, морковче, пиперка, се од зеленчко. Така. Добро, ми велиш дека беше предизвик ова да се подготви. Колку време ја печерте? Некаде 2 големо? часа. 2 часа. Значи за риба тоа е поприлично. Да, сакам да биде така малку Така. поголемо внимание да Одлично. придадеме на лице. Се овде имаме и салати, имаме овде гледам Макалца, ајварче, макала некој, така.
Ово се е домашно од тука? Се е домашно, се е тука произведено во нашата етна кујна. Така. Да, значи сите производи се тука подготвени, Одлично. почнувајќи од макалата, од пинџурчето, Така. маличаната. Добре, еве си професионален готвач. Што е она што сега еве гостиве го преферираат? Јас имам впечаток дека полека се враќаме на оваа домашна храна. Никогаш не умира традиционалната храна. Значи, нашето подневје, нашиот народ е навикнат на оваа храна. Колку и да сакаме да измениме, секогаш се враќаме на тоа што е во корените наши. Така, што е традиција вековна. А, впрочем, па и не треба ни да бегаме од тоа. Напротив, ова треба да ни биде предност. Странците кои доаѓаат, претежно ова го барат, така? Да, А ние треба да се гордееме со ова. И за крај, како што беше редот, рибата заврши на трпезата, каде што сите се собравме да уживаме во кулинарската мајсторија. Констатиравме дека рибата беше перфектно подготвена и наздравивме со желба приказната за ресторанот Јасика успешно да се разви. Во Вејце имавме можност на саемот да вкусиме тетовско гравче и бакрдан со шарпланинско овчо сирење и навистина беше прекрасно, а тука во ресторанот Јасика, покрај домашните подготвени специјалитети, имавме можност да вкусиме и риба толстолобик. Јас да ви кажам искрено, прв пат се соочив со фактот да видам прво таква риба. Ова беше некаде со големина од прилика околу 20 на килограми, беше одлично подготвена и што беше најбитно, многу вкусна. Ете тоа беше се за денеска, се надевам дека бевме интересни. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно!